ова издание по пожарите, проблеми и неизвестности за македонските собственици на приватни шуми. По повлекувањето, криза во најава, неизвестност за афганистанските хуманитарни работници. По 5G, новата мобилна мрежа од петта генерација нуди низа можности во многу области. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстики. Најмалку 8 мина загинаа во Њујорк и во Њу Џерси од остатоците од ураганот Ајда, кој донесоа огромни количества дожд. Во најголемиот град во Соединетите држави поплавени се повеќе улици, како и делови од подземната железница. Прогласена е вонредна состојба во сојузните држави Њујорк и Њу Џерси. Многу повеќе за ова на нашиот вебсайт glasnaamerika.com, како и на нашите профили на социјалните мрежи. Ние продолжуваме со друга тема. Пожарите оставија пустош низ македонскиот исток. Последиците допрва ќе се чувствуваат. Тоше Огњанов јавува за предизвиците со кои се соочуваат сопствениците на приватни шуми. Останаа без шумите, без чистиот воздух, а сега стравуваат дека ќе останат и без изгорените дрвја. Дел од жителите на Малешевското село Робово велат дека иако дрвјата се на нивни парцели во планините, ќе немаат право да ги користат ниту за граѓа, ниту за огрев, ниту пак за продажба. Сега дојде време ние таа шума да не можеме да ја експлоатираме и да не можеме од неа ништо да земеме. Не знам јас како ќе биде тоа. Грбавец, еве мојата шума сега некој друг да ја сече или Бобочов дошто го викам. Причина за тоа, како што велат, е што парцелите на кои се наоѓаат изгорените дрвја, катастарски им биле запишени како ливади, а од нивните предци ги наследиле како шуми. По тие стари поседомни листи или по тие стари имотни листови да им се издаде дозвола за експлоатација на таа шума, бидејќи таа шума е во наша собственост, а не во собственост на шумските стопанства. Бидејќи тие ништо не се заслужни за таа шума. Некои пак и дигнале раце од докажување на собственоста врз парцелите. На кој начин, не знам, државата тие шуми нагоре си ги препиша на своје име. Многу малку остана од шумата во приватна собственост. Од Асоциацијата на собственици на приватни шуми велат дека проблемот настанал пред 10 години. Таму некаде уште во далечната 2011, мислам, дека тргна процесот со иницијативи за видно и трајно облежување на парцелите на собствениците на приватни шуми во Македонија. Значи, секако ние дека како процес го следевме и не само што го следевме, туку настојувавме и да го креираме, зашто според некои наши видувања и согледувања не беше фер и коректно целиот процес на разграничување во државата, во смисла на приватен и државен имот, да падне врз плечите на собствениците на приватни шуми. Значи, собствениците мора да се обележат, додека државата тоа како некаков критериум го немаше. Сепак, нагласуваат дека собственоста е неприкосновена. За жал, кога собственоста во шумарството доаѓа до израз, значи вие мора парцелата видно и трајно да обележите, а тоа е геометар да излезе на терен и да ги одреди котите на вашата парцела. Доколку таков документ, односно доколку тие постапки бидат испочитувани, верувам дека нема да има проблем собствениците да си ја соберат дрвната маса од собствените парцели. Се обративме и до Агенцијата за катастар на недвижности. Од таму беа децидни и објаснија. Собственикот на парцела, која е во реон означен како шума, е собственик и врз дрвјата посадени или изникнати на неговата парцела. Додадоа и дека доколку врз нечија парцела има шума, таа е во негова приватна собственост. Во Пијанечко-Малешевскиот крај, соодносот меѓу шумите во државна и во приватна собственост, изразено во проценти, е речиси 50-50. Допрва ќе се проценува чија шума повеќе изгорела. Дали таа на државата или таа на приватните собственици. Но едно е сигурно. Непроценливото природно богатство го изгубија сите македонски граѓани. За гласот на Америка, Тоше Огњанов. Хуманитарната ситуација која во Авганистан беше сериозна и пред повлекувањето на сојузничките сили, сега е дополнително влошена. Како во новите услови им се помага на оние на кои тоа им е најпотребно?
Конфликтот, сушата, COVID-19 креира една од најлошите хуманитарни кризи во светот, со што 18 милиони афганистанци имаат потреба од помош. Падот на владата, доаѓањето на талибанците само ги продлабочија проблемите, раселија уште илјадници луѓе. Агенциите за помош се навикнати да работат во тешки и опасни услови. Но новите неизвестности на терен принудија многумина да ја преиспитаат безбедносната ситуација, да го евакуираат персоналот кој доаѓа од странство, да ги испратат дома локалните вработени и да паузираат делумно или целосно со услугите што ги нудат. Мислам дека за многумина од нас, како и за сличните агенции, е важно да оперираат во безбедни услови. Сакаме да имаме јасен пристап за хуманитарни активности и сакаме да се осигураме дека меѓународната заедница стои со Авганистан. Талибанците сигнализираат дека сакаат Обединетите нации и некои невладини организации да продолжат да работат во земјата, но не кажуваат дали ќе воведат нови рестрикции и услови за нив. Во моментов се е неизвестно во однос на начинот на кој УНИЦЕФ функционира. Се уште не сме имале состанок на централно ниво со де факто новите власти. Имаме диалози на регионално и на локално ниво и со локални представници. Се уште немаме воспоставено систем. Светската програма за храна работи во земјата од 1963 во моментов секој месец храни околу 4 милиони луѓе. Стапката на неухранетост е во пораз и организацијата има со цел да прехранува 9 милиони луѓе секој месец до ноември. Се уште имаат пристап, но отсуството на соодветно воспоставена власт ја комплицира нивната работа. Има политичко водство во Доха, во Катар, има локално водство овде. Има различни нивоа на водство во различни места. Нашата загриженост е овластувањата дадени на едно ниво да бидат почитувани од властите на други нивоа. Логистиката е од суштинско значење за ефикасна и редовна достава на помош, а остануваат прашањата за управувањето со аеродромот. Функционален аеродром во земја која не излегува на море е од суштинско значење за да се достават намирници, за да може да доаѓаат и заминуваат персонал од странство поради медицински причини. Ендрю Петерсон од Светската програма за храна вели дека хуманитарните агенции истравуваат од донациите за нив ќе запрат како одговор на доаѓањето на талибанците на власт. Тоа ќе значи кратење на помошта, навистина ни треба хуманитарна помош за да продолжиме да функционираме. Така ќе спречиме масовна глад во земјата. Милиони афганистанци немаат безбеден пристап до храна, па хуманитарните работници велат дека кратењето на средствата може да погоди многу луѓе. 5G е најновата мобилна технологија која се прифаќа низ светот. Нуди нови и побрзи начини за поврзување и можности за интеракција. Од конзумирање забавна содржина до достава на здравствена нега. Технологијата 5G и овозможува на уредите да се поврзат побрзо. Самоуправувани автомобили, оперативни зафати преку онлайн, голема брзина на префрвање видео. Замислете секунди наместо минути да симнете од филм во висока HD резолуција. Тоа го навестува мрежата 5G. Слично е како да имате пошироки и поголеми цевки кои овозможуваат непрекинато побрзо доставување информации. Ако замислувате цевки поврзани со вашиот телефон, не сакате испреплетување на информациите, сакате мазен проток. Тоа го овозможуваат филтерите RF. Меѓутоа, за многу држави ќе биде потребно време за достапност до 5G. Кога говориме за мрежата 5G, на почеток се работи за поставување мапа за покривање. Но штом се усоврши, 5G ќе го смени начинот на работа во секторот здравство. Урологот Индербир Гил вели дека институциите како на Кеке Медисина од Универзитетот на Јужна Калифорнија сега вршат тестирање на операции преку онлайн. За операции преку интернет, кога ќе направиме маневар на една локација, истиот момент треба да се покаже на друга локација. 5G ќе овозможи размена на информации меѓу хирургот и пациентот кои ќе патуваат со брзина од стотици милисекунди во реално време. Тоа е една од причините зашто државите ширум светот се во трка за побрзо имплементирање на 5G мрежата, што ќе овозможи поголеми технолошки иновации. Тоа е се за ова издание. Поздрав од Вашингтон.